Оценка од владата нема, веројатно ќе низ некаква форма на пресконференција ќе треба да ја очекуваме утре, но дојде оценка од владеачката партија во одговор на денешната пресконференција на лидерот на опозицијата и меѓу другото се вели. За нас е јасно дека вакви и слични извештајчиња ќе продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект, извештајот сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме на патот на реформите и го гледаме како патокас на кој треба да се фокусираме во иднина. Каква порака да прочитаме ако од една страна овој збор извештајчиња на вистина е содржан, не е печатна грешка или мој лапсус, а од друга страна се вели дека тоа извештајче ќе биде патоказот по кој ќе треба власта да се фокусира во иднина, бидејќи вообичаено кога ВМРО ДПМН не одговара од позиција на власт, одговара во името на владата. Видете, јас веројатно зборот кој што искористен би го интерпретирала во моментот на меѓупартиската преписка, иако не е соодветен за инструментот кој што ни го води, кој што го насочува патот за европската интеграција, која што е споделена цел на повеќе од 65% од македонските граѓани. Ако ги прашате утре, ако има референдум на традиционалното прашање со кој што се мери поддршката, ние се уште имаме 65% најмалку барем од јавноста која што ја поддржува таа стратешка цел. Така да во тој контекст не би го нарекувала извештајче, бидејќи е еден од најважните инструменти со кои што може државата да ги спроведе реформите во процес во кој што се наоѓаме веќе 20 години како држава кандидат и како држава која што не би рекла, често пати велиме овие денови исто така дека ние се наоѓаме на истото место. Не би рекла дека сме на истото место, ние сме држава која е релативно солидно усогласена со европското законодавство, стагнира формално од мноштво на причини. Но вториот дел на таа реченица, односно тоа дека ќе ни биде патокас, се надеваме дека ќе биде сватено посериозно од тоа што било случај минатата година, ако ја погледнеме самата содржина на извештајот. Мојсес, како е вашата оценка еве за овие квалификации, бидејќи мораме да имаме предвид и дека станува збор за една добро хиерархиски подредена партија, па ова соопштение можеме да сметаме со сигурност дека не е случајност. Не е соодветно секако, затоа што овој извештај не е прв пат дека го добиваме. Партиите ротираат на власт, сите добивале вакви извештаи и им пристапувале со соодветно внимание. Сега како дошло до оваа изјава, можеби тоа покажува дека уште повеќе треба да се завртиме кон себе и кон тоа што зборуваме и што правиме. Затоа што можеби ова е продолжение на тие меѓупартиски преписки, бидејќи начинот на кој се водат кампањите политички исто така не е соодветен, исто така се користат несоодветни зборови, па оваа забелешка од ваша страна е сосема на место, можеби ќе допре до тие што треба да го водат, да го креираат имиџот на било која од политичките партии, дека секоја од нив кажува ЕУ е наша стратешка определба. Ако е стратешка определба, не треба вака да се однесуваат кон оценката која добиваме од Унијата.